Da, mi smo krenuli ja sam krenuo sa tim nekim rock entuzijazmom. Да, ние почнавме, односно јас почнав со рок музика. Тоа ми беше и желба да се занимавам со тој правец на музика. Меѓутоа, околностите во државата во која живееме, луѓето слушаат тоа што слушаат и ние не можевме да продолжиме во тој правец и почнавме со тој мек звук, поп. Почнав да снимам и ете, тука сум кај што сум. Почнав да снимам и ево, ту сум десет. 2007 го издавате вашиот прв албум. Во 2007 година излезе мојот прв албум Нико мени реч и многу сум среќен што тој албум и денес се слуша со исти интензитет. 2015 вашиот втор албум. Како поминуваат тие албуми? Се тиче мојих албума, јас сум јако среќен како ќе тоа ишло. Што се однесува до моите албуми, јас сум среќен како тоа се случуваше. До сега снимивме 5 албуми, а оваа година ветивме дека ќе го снимиме и 6-тиот. Секој албум има посебна тема. Мислам дека одам постепено, како и треба. Луѓето слушаат и ден денес тоа што сум снимал до сега. Малку ќе навртам на вашето детство, надвор од музиката, кога сте биле во помладата генерација, сте се занимавале со спорт, сте играле одбојка, тенис, па како го направивте спојот помеѓу музиката и спортот? Да се навратиме малку на тие детски денови. Да, овде имаме Управо гледам дека играли. Па, мислим, тенис тада nije bio popularan sport koliko je popularan danas. Mi smo tada imali neke druge idole i gledali neki totalno drugi tenis. Гледам дека тука има тениско игралиште. Мислам дека тенисот во тоа време не беше и толку популарен спорт како денес. Ние тогаш имавме други идоли. На телевизиите тенис имаше многу малку. Не сакам да зборувам многу за да луѓето не ме разберат погрешно. Во тоа време игра Леданли, Андреа Гаси, Бобан Живојновиќ и ние како мали се трудевме да имаме свој тениски терен, па сами цртавме, правевме мрежа и игравме тенис. Одбојката во тоа време во Преполје беше многу популарен спорт и јас играв одбојка одреден период. Генерално у Ужичком региону, тако да сам и ја био еден од одбојкажа. Еве, веќе за нас короната. За време на короната правевте свирки, односно ги преработувавте оние стари хитови. Како поминуваат тие? Да, па мене е било као и свима нама у корони. Како и на останатите, така и на мене ми беше здодевно за време на короната. Не знаевме што да работиме, имавме премногу слободно време. Јас за време на короната правев онлайн настапи на социјалните мрежи кои беа премногу следени од фановите и приметив дека луѓето се премногу благодарни за таквите настапи. Видим да се луѓе јако захвални. Вечера сте овде во Пробиштип, но подготвувате еден голем концерт што ќе се случи многу наскоро. До каде се подготовките? Pričamo o Skenderiji sada, da. Da, 13. maja će se desiti koncert u Skenderiji. Зборуваме за Сараево. Да, на 13 мај ќе се случи концерт во Сараево. Таму свиревме во 2012 година, беше многу добро и искрено се надевам дека тоа ќе се повтори. Тоа е и моја желба. 2012. Еве, и што правите друго, освен нели што подготвувате концерт, дали подготвувате и веќе некоја нова песна, нов албум што многу наскоро се очекува да биде пласиран во јавност? Да, сад до 10. овог месеца се Најдоцна до 10. овој месец ќе излезе нова песна како најава за концертот што ќе следи. Тоа ќе биде една благодарница на луѓето кои ќе дојдат на концертот. Станува збор за една балада која ја напиша Бане Опачич. Утре снимаме и спот. До крајот на годината ќе се случуваат уште многу музички изненадувања. Приче, свашта нешто ќе се до краја години дешавати опет у музичком смислу, а тиче се мог имена. Еве, ги исполнуваме концертите, живите свирки. Која песна која што е најбарана од страна на публиката и едноставно и вас ви исполнува кога интерпретирате пред јавност? Pa Niko meni reč je definitivno moja lična karta, pesma koja... Нико мени реч, дефинитивно тоа е мојата лична карта. Песна која публиката најмногу ја сака и сега можам слободно да кажам дека таа стана Evergreen. Mogu reći da je to već postala Evergreen. Veliki pozdrav za sve gledalci ProTel televizije, ljubio si voli Džena Lončarević. Еден голем поздрав до сите гледачи на ProTel телевизија. Ве сака Дженан Лончаревиќ.